Ајде, добре дојдовте у новата епизода на Тета Тет, 6-та епизода, искрено најспецијална за мене до сега, зашто со нас го имаме еден единствен господин од Васко Ташковски. Имавме публика, сега тука ќе направи овација како што заслужува. Може една кратка најава да направиш? Значи, више го кажа името. Ти требаше? Ја требаше да кажам. Кажи Нема пак. проблем, значи со здраво на сите од мене. Со огромна чест и задоволство би сакал да ви го представам нашиот денешен гостин. Гостинот кој што е водечки представник, можам да кажам, на надреализмот, фантастичното сликарство. За многумина, верувам, еден од најдобрите сликари на нашите простори. Човекот кој што е широко афирмиран и чии што дела живеат широко низ Балканот, Европа, можам да кажем и целиот свет. Човекот кој што има над 50 самостојни изложби и многу 300 групни. Многу други заеднички. Господинот Васко Ташковски. Добре дојдовте. Добре дојдовте. Фала што прифативте, искрено. Прв пат одиме во нашава емисија со сликар, малце да избегаме од тетовирање темите, ама сепак поврзано ликовна уметност се. Така на баш ни е чест што сте тука, искрено задоволство и го заслужувате секој епитет и секоја титула, он што да кажа како у најавата. Прво да кажеме за спонзорите. Да, не сакам да должам многу за најава, затоа што делата зборуваат сами за него, реално, и тоа што го постигнал. Да. Ке си процените сами. Речи су сувишне. Ке си видите сами за ликот и делото на... Ма до сега нема кој не видел, реално, ама сега се надевам. Да се продлабочиме во личноста и во... Би те замолил да ги најавиш нашите подржувачи на подкастот. Вака, голема благодарност стандард до Феникс. Чекај, која е моја камера? Младен ова гледам цело време. Феникс, што се од прв ден со нас, дом за стари лица. Благодарност до кремата за тетовирање, единствена и прво во Македонија, 1347, најдобра нега за вашите тетоважи. И оваа епизода за прв пат наши пријатели нови се ВОК, фризерското студио, што се наоѓа у Дебармало центар. 20 години постои, мислам дека така, 30 години, Горан извини, 30 години. Ајде ќе кажам збор два што ги напишав, слаб сум со памтење, ама тие што знаат што е ВОК у Скопје и Македонија. Ама реално најдоброто фризерско студио се идентификува со професионализам, иновативност и прекрасно искуство за клиентите. Тоа е простор кој обезбедува високо квалитетна услуга, креативна средина и инспирација за сите вклучени во креирањето на убавината. Марко, фала ти на твоите зборови. Само да го поздравам мојот ментор Горан и моите колички. Да, ова не е случајност. Стварно Горан сакаше да помогне, не е ништо да промовираме нешто што е дека ти си таму или нешто, ама Горан стварно сакаше да го поддржи подкастот и фала многу. Васко, добро дојдовте уште еднаш. Родени сте 31 август 37 година во Нижополе, Битола, каде што верувам таму го поминувате и вашето основно школа. Тогаш седмолетка била? Да. Па ајде да навлеземе за почетоците. Конкретно од вашите почетоци, вашето детство, поминати школски денови. Ликовно дали имало основно тогаш? Како се вреднувал предметот ликовно? Дали сте цртале уште од најмлада, најрана возраст од која памтите за себе и се тоа? За самите почетоци. Првата средба со молив, со јаглен, со четка, со боја, со било што. Првата средба. Јас сум прва генерација послератна, така да немаше тога ни учебници, ни буквари, ни читанки. Така за да било кој предмет? За било кој предмет. И повеќе се усмено така се. Може би во градот имаше повеќе материјали за работење, али во селото немаше многу можности, нити пак можевме да се запознаеме со целосно дачиме со школството, со предметите што се учат. И затоа не можам да кажем дека дали имав ја некои афинитети
за цртање, пошто и не цртавме ние тamo. Мислам, немавме цртање, немавме тие. Мислам, до 4-то деление. После 5-то деление, значи, за седмолетка тога беше, тога во Битола продолжив. И тога се сретнав прв пат со, да речеме, со водените бои. Акварел. До тога не знаев ни дека постојат такви бои. Значи 5-то оделение. Била првата средба. Да. Со водените бои. Иначе знаев дека има некои моливи во боја. Дека нешто постои. Има, али овие некако беше необично. И се ни кажа, учител што имавме еден за ликовно што предаваше, ни нацрта една шара на таблата и да си ја прецртаме таа, а дома да си обоиме кој како сака. Со акварелот. Да. И рече дека има такви водени бои во книжарницата, ќе си купиме така и четка и што ти. Значи можело да се најде во тоа време. Да, имаше материјали за сликање. Да, имаше, али оскудно, тоа се продаваат таблетки едни, секоја боичка, знаеш, црвена, жолта, основните бои, најверојатно. Да, основните. Али беше проблемот што мислам, немаш ти спектар да има од 12 бои, него нешто ги соединуваш. И друго, пошто беше така, продавница една која што немаше светло, некој јако, и тие, да речеме, црната, кафејавата, сината, сите беа темни, нешто. Не можеш да знаеш која. Не знаеш која и ќе му ише една црвена, и што знам, црвена да се познава, жолта ќе познава, се овие темните, и таа ќе плюкни на таблетката и со прстото и на едно хартивче. Чека да видиме која. И на хартивче, дова сина е добро. Друго што се каже кафејава, пак ќе плюкне, а чека да црна. И јас сватив дека со плюкање се растварат боите. И кога дојдов дома, правилниот начин на користење акварелни боици. И тога си плюкав јас со таблетките и си ја шарив таа. И сега, пошто плювачката има емулзијата, таа друга не е како вода, и тоа беше се некако тесто направено, никаква шарата беше, али тога видов дека другите деца што веќе знаеа дека има со водени бои се растварат со вода. Значи, уствари не се водени бои, туку плюкнати бои. Да, плюкнати. И после често пати ме прашува дали стварно акварелот е најтешка техника сликарска. Викам, тешка е додека не го научиш. Додека плюкаш на боите. Кој ќе дознаеш дека се со води, тоа е полесно. Со вода се растварат. Интересно. Тоа беше така, али пак немав ја чувство дека имам некои афинитети за уметност. И после 2 години се преселивме, татко ми работеше војни службеник во Ресен. И така таму уште не беше, мислам, тој што ни предаваше цртање, не беше едуциран како, него имаше талент за цртање, иначе и музичко предаваше, и така и може и музичко. Значи цртање и сликање како еден предмет? Не, па, два предмети, али еден професор. Аха, еден професор. И така да немаше ни да ни покаже дека кои се техниките, што може да се направи слично. Така да мислам тука ништо пак не научив. Мислам од тој дел, да речеме од професор или нешто така. А чекајте, извинете што прекинувам. Немате завршено во Битола до 7-мо? Не. Значи до 6-то, до 6-то и 7-мо во Ресен. 7-8 Ресен. 7 беше тога до 7-мо. И после тоа нема 8. Да, са 9-то има, човече. Да, и после требаше да се запишам средна школа, а средно имаше само во Скопје. Ама не знаев како, извинете, како доаѓате до тој момент, да го запазиме? Како доаѓате до уметноста е за мене? Сакам средно уметничко. Кога немало во Ресен многу цртање, сте кажавте дека не сте ги сознале тогаш уште вашите афинитети и предиспозиции за сликање и за цртање. Како доаѓа моментот 7-мо деление, Ресен, сакам средно уметничко? Не, не знаев ја дека постои средно уметничко, али на конкурсите во Нова Македонија имаше за техничко, за економски технико, медицинска и други. Ама уметничко и музичко немаше во тој. Јас не ги најдов тој, бар не знаев дека постои таква школа. И се запише во техничко, бидејќи имаше 4 одсеци тој. Едно беше градежен, архитектонски, хидро. И
некако архитектонски ми беше најблизок така некако. До ми беше, цртањето, до најцртачки цртањето. способности треба. Ама тој го укина тој предмет. Цртање во архитектонски? Не, архитектонски го укина. Архитектонски го кинале. И само градежен остана и тоа се запишав на градежен, ама видов дека не е тоа За вас? за мене, али ја изгорав првата година некако. М. Втората година тогаш дознав за уметничка школа. И тоа Дека колеги- постои во Скопје. Тогаш се вика Лазар Личиновски или се уште не? Не беше уште тогаш. Беше школа за применета На истото место кај што На е истото, сега? Да, Да? на истото место. Во центар. Карши Кашмир кафиче. Тој и то случајно еден колега од Битола беше, тој се запишал уметничко и се сретнавме во градот, во Скопје. Кај оđеш, не? И кај вика уметничко, како уметничко, и као, па таму само повеќе има цртање и така. И јас тоа некако ми беше, знаеш, некако одма као шок некој, Позитивен шок. позитивен шок и ме однесе, тоа беше од тоги во техничко додека бев ја во интернат, немавме излез во град. Во За интернат. со луѓе да се мешаш социјално. Само четврток имавме излез и као војниците и недела. Дозволен излез? Да. Не сте имале? Иначе затворено беше тоа градежно стварно? техничко беше со чувар имаше на врата и немаше да излегуваш. И така да немаше Како да се движење. дознае и општо со луѓе. Мене ме така- интересира дали сте имале приемен испит во средно? Да. Како одело тоа? Дали е како што е сега? Има три задачи. Акт, мртва природа и портрет. Дали било исто и тогаш? Видите, тога јас кога видов дека техничко не е моја професија и дека уметничко сакам да се запишам и го напуштив овој техничкото и отидов да прашам во уметничко како приемен испит што се полага и тоа ми кажа портрет се полага. Само портрет Само било? портрет, да. А, значи нема како што сега. Не, се. А портретот со која техника? Јаглен? Со јаглен и со На молив пак може, папир? на пак папир. Предаваше тогај на прва година Пандилов. Пандилов. Скоро така недел дена траеше приемен испит. Недела дена, сега еден ден. Недел дена тој портрет може два портрети да направиш, важно да портрет имаше. Недела дена ги правите тие портрети? Да. Портретот е од жив модел. Не, по гипсени модели. По гипс. Да, гипсени модели. И после тоа кога ме примија таму и тога почна друга. Изведа, имало многу заинтересирано од тоа како било за средно уметничко. Да, сега знам дека е опаднат интересот на ученици таму, ама пред некои десетина години многу имаше заинтересирани за средно уметничко. Како било тогаш? Па имаше и тога заинтересирани, али тога сега да речеме повеќе има кои живеа во Скопје. А тога ние 90% Не знаеле пола од Македонија дека постои средно па ние уметничко. значи може 80 или 90% бевме провинцијалци. Да. Значи сите бевме дојдени од некаде. И така да тука Во средното. во средно уметничко. И после бевме околу нашата класа беше 40 души. А кој одсек? Имало одсеци тогаш? Имаше, да. Вие на кој сте? Јас на запишани? графички се запишав. Мислите графика или графички дизајн било тогаш? Графички дизајн, тоа беше применета Како графика. графика, класична графика или графички дизајн? Графички дизајн и чиста графика. Чиста графика. Да. Тоа беше заедни, мислам се учеше. Сега е посебно графика се вика одсекот сега. Нема ту средно сега графички дизајн, мислам дека. На факултет има. Не, графички дизајн има во средна. Во средно сега? И таа средна уметничка се викаше школа за применета уметност. Аха. Така се учат тие применети предмети и керамика и сликарство што на академија, факултетот за ликовна уметност нема применет карактер. Тие има само неколку предмети кои треба да бидат применети заради средства да добива дете као ги едуцират и као и за сценографија, за графички дизајн, али е тоа слабо застапена. Да. А иначе Академија за применета уметност во Белград имаше кој што беше исклучиво за применета. И графички одсек учиш, али ги учевме, мислам, и етикети, плакати, илустрации за книги. Ќе отидеме на факултет да се задржиме уште малце на средното. Значи некоја интересна случка со кој имате завршено, дали се уште
Дали продолжиле со сликарство некои од вашите соученици? Па- Интересна случка, како било секојдневието во средно уметничко пред колку се тоа, 60-70 години? Па се 20 години. Кои предмети ги имало некоја Пака во интересна уметничко, случка? За средното уште малце се задржиме. Да, на прва година исто имаше, значи, покрај тоа што ќе те примат на приемен испит, на крај на годината, ако не покажеш резултати, ако имаш слаби оценки, Те отфрлат. Те отфрлат и губиш право на повторување во школото. Ама немало математика и такви ствари ништо, само Немаше. Не, цртање имаше и други предмети, македонски и такви да, јазика, тоа мора да го има. али мораш да ја помниш без полагање. Иначе немаш. Па така и имаш сега уствари. Така. Да. Вајде, Не, да. сега не знам како е, Не, али па знам сите дека средниот така, ако не учиш ќе паднеш година. али Ама немаш право, Да, имаш право да презапишеш година. Тука немаш право немаш да право. да А немаш право да немаш презапишеш право, да. година. И губиш, Ој, Така мораш. мислам дека и во средното кај што учат за попови. Кој притисок за е такви тоа, работи. човече? Зашто? За поп, Не бе. да. Можно Се, е. тука Што- беше што да нема речеме неправилно. проблема што цела година си малце под Под стрес. стрес затоа што не знаеш дали ќе Да, Како да, ќе да. биде А го на крај? сакаш Така, тоа, а го сакаш тоа, не тоа. сакаш да не го Сега, завршиш. Сега да речеме постојат по старите генерации ни советуваат дека треба раката да ја вежбаш, значи Секојдневно. Дали е тоа секојдневно. вистина? Јас Да. практикувам колку што можам, ама секојдневно, дали јас сметам и одговорно тврдам дека е битно да се црта по една линија секој ден. Тоа имаше Дали се така слагате? една, да, и тоа една не знам од кој од големите мајстори стари, вика ни еден ден без линија. линија. Да. Сега Тоа е многу битно. ние тоа беше линија, ама сега не знаеш дека линијата не се работи само раката е механика. Треба мозокот да Раката раководи. пренесува. Раката пренесува, а ние сваќавме дека тоа као вежба, значи треба да вежбаш и така раката. чкрткаме, знаеш, на било што, нешто. Ако пак Само мислам дека и се- тоа е битно искрено. Битно е тоа. Било каква линија само да се нацрта нешто. После средното образование, вие се селите во Белград, каде што дипломирате на Академија за Применета применета уметност. Да. Така. Сега тоа е период како оди, затоа што ако не се лажам, првата изложба самостојна ви е Шибеник во војска. Во Шибеник, да. Сега војниот рок е пред академијата Не, или после академијата. после академијата? После. Така. Значи, Па, види, јас конкурирав во Белград на применета академија, пошто ми беше поблиска применета школа средна, на применета, не бе примен, ме одбија тој, а следната недела се полагаше во Загреб. И сега за да полагаш, унапред поднесуваш некои цртежи да видат дали да ти допуштат да полагаш. И таму исто бев допуштен и полагав и таму паднав исто, не ме примија. И после месец дена се полагаше во Лјубљана. И таму пак се пријавив и таму не ме примија и се врати во Скопје и се требаше да идам војни рок да служам, али тоа значи дека пак 2 години пауза ќе направиш и после пак потешко е да конкурираш. И јас се запишав на ВПШ Скопје, само за да не ме земат војска, за да можам до година Да, пак да конкурирам. да. И така завршив една година ВПШ и пак конкурирав во Белград и ме примија тој и така продолжи тоа. Така почна 5 се. години заврши таму. Исто во студентските денови сте работеле како илустратор и дизајнер. Која е разликата што сте осетиле од средно преминување на факултет? Промена на средина, промена на околности, на дали искрено се надградува еден уметник кој ќе се запише на факултет или дали е тоа се до лично до себе колку се труди секој? Дали се учело од колегите највише? Како било Да види, промената од, да. од класично средноуметничко до факултет за применети уметности за илустрација, дизајн. И имав пред тоа сега сакав ми текна прашањето како одело во средно зашто сте имале графички дизајн, како одело, сега знам како е графички дизајн, компјутерски е се. Ама како било тогаш графичкиот дизајн, кога немало ни компјутери ни ништо? Како се правело еден цртан? Како се правело, не знам колку треба 7-8 кадри у секунда да има цртанот или не ми текнува како беше? 24
квадрати. Квадрати за за секунда. цртан? За цртан. Ете, и дупло, тродупло. Е. Како одел Една целиот тој секунда. процес? На што сте ги правеле графичките дизајни, не знам, еве за весници, за списанија? Видите, средна школа имавме графички дизајн и ликовна графика, два професори. И тоа беше максимум што можевме да. И се на академијата е, ако сакаш да искористиш академијата, да научиш, имаш поголеми можности. Да. Прво имаше во, да речеме, на нашата класа, пошто беше само применета, само во Југославија, само Белград. Во имавме- цела Југославија само таму. Само применета. И тука имавме студенти, бевме од Сплитска школа, од Загребачка школа, од Сараевска школа, од Новосадска, од Нишка, Скопска. И сите имат Исто сакате и разменувате и се- мислења, И интереси. тука беше слободни бевме меѓу себе да си да разговараме, да промениме што е добро, што е лошо. И бевме многу отворени, мислам. Така беше Дружбата. дружбата, да речеме, што не е кај нас менталитетот таков, да речеме средна школа и ковев тука, али таму едноставно, ме колеги спличани, и тие ќе гледа нешто и направи си боле него ја. Знаеш, Направио си боле него него ја? ја, знаеш, или ако Тоа е некој се добро. свиѓа, вика, како си слика, јас сум мислел да си болji, знаеш. Ај, Значи сега отворени бевме, нема за фраканци, Да, опуштено. али во слободно во тие размени, знаеш, зашто и како е. И бевме многу и од тоа можеш и да научиш. Да. Искрено ти кажува, ако му се свиѓа или не му се свиѓа. И после имавме професори, неколку професори. Еден имавме за плакат. Тој За постери. За Да. плакати. постер плакат, мислам. Добро, ама како се правило тоа? На сито неверојатно, ама не, со темпера се. Рачно е секој изработен? Не, тој мислам учевме ние, иначе ако се печати офсет, се печати во штампаријата. Даде си печатници, Ами ама ова прво што се основата учиш. е темпера. Да, од темпера. Сега тука имавме еден професор, тој беше правеше оние новчаници, тие црвени оние Аха. познати. Друг имавме што правеше марки. За маркици за писма. Да, за писма и тоа на тие поважни, мислам, А и тие уствари како си имаат правено тие? Тие се на големи На големи формати се, и да. после се смалувани, да, така? да, те големи се Си прави. видел марки? Дедо ми беше колекција, уште е уствари Да. колекционер маркици фул има книги. После имаше друг професор, предаваше писмо. Тој, значи, ова калиграфија. писмо? Аха, калиграфија. Калиграфија и сега типови оти немаше тој, све се црта буквите, нема. Не постоеле Не постоеле. куцачите машини? Не. Постоја машини, ама нема такви типови А, строви. нормално, биле некои основни. Да. Имало. Овие И се. тоа, иначе во печатниците имаше, се слагаа слова, али одредени, само типови. Толку, И немаше толку, избор многу. немаше. Пример за Ова постер, се- за плакат, ако сакаш нешто уникатно на наслов, тоа мора калиграф да го направи. Да, мислам, ние ги правевме тие, ама овој за писмо беше, да речеме, дипломи или тој за маршалатот да, правеше да, за да. маршалот кој ќе иде на патување некаде и некој Да, на пергамент со злато, со тие работи. Значи подлабоко се работеше во тоа. И после имавме професор еден на опрема на книга и илустрации. Значи тоа е посебен предмет. Значи 5-6 професори, од сите можеш да научиш, а варни беа. И така да ако сакаш да научиш, можеш да научиш. Исто и од колегите. Тоа е. И од колегите, и средината, стално имаше сајмови, имаше други работи. Таму исто на академија последната година работев како илустратор во весникот на белградските студент. Илустратор и графички дизајн работев и некои други работи. Така Исто темпера било тоа, па после Не, печатница. тоа е во цртежи ги правев тие за весникот со туш. Аха. Како И тоа- стриповите што ги правеле Да. или нешто. Тоа е илустрација за одредена тема, за расказ или некој. А исто правев и вињети. Тоа во политика, во борба, во тие белградски весници ги објавува, тоа се хонорираш и така да се исплаќаше, да се Баш имаше интересно. можности да се. А тогаш ликовна академија во Скопје не постоела, Не. така? Тоа Да. многу покасно. Таа е пред 40 на години, ако не грешам, пред 50. 6. Пред 60? 64-та. Ликовна академија? Не, Имате Не бе, за ликовна академија не овде во Скопје. во Скопје. во Скопје. Не знам која година беше, ама
Добро, не постоела како Не опција, постоеше. морало Со оглед да на се тоа, одиде. да, што 64-та имате вие Да, 64 дипломирано, дипломирав. тоа се колку години? 60 години се тоа. од До сега. дипломирање. Дали тогаш у средно, цело време се навраќаме на средно, у средно и на факултет вие сликате, цртате или не? Значи тоа е само задачите за зборам приватно. Зашто Да. правевте пред некоја година 50 години на Васко Ташковски како јубилејна? Да. Значи уствари вие рачунате на после факултет дека се вашите сликарски денови како автор, како Тоа у факултетските денови у средно било све наверојатно учење, Учење. така се уште Да, не сте имале. учим, али имам, сега да речеме, јас и во тие монографии се жипрам, ставам цртежи од средна школа. Што не се за средно, што биле приватно, чисто... Да, приватно, слободно, пейсажи или Да, портрети, да. било што сум работил, али интересни се и тие ги така да Ги има креацијата не е врзана. А зашто откаде тогаш заврши. не се број, не ми е јасно зашто 50 години на Па обично кариера? секој си Се избира. рачуна после факултет тоа. Тоа може кој како. Јас да речеме рачунав од првата изложба, самостојна изложба. Првата изложи у Шибеник, Да. после После војската, тоа. после Иначе, факултетот. творештото за Па затоа 10 тоа ме години. збуни. Да. Така да тоа е тие се така да се обележи. Оти јубилеите се кој завршува со нула некоја вика, али тие се попатна станица. Направиш еден јубилеј да видиш што си направил и да Да се видиш што навратиш понатака назад. ќе правиш. Како Во тој смисла. ретроспектива на така да нештата. си. Некоја анекдота ако ви текнува од средно или факултет со колегите, со професори, дали тогаш имало изостаноци, дали имало излагања, дружби по кафеани на факултет, не знам, разговарање за уметност, цртање акт. Не знам што се Какви биле случувало, дружбите? како било Тоа дружбата време. на еден ликовен уметник во тие години тогаш. Па, нормално многу се разликува од сегашното дружење. Немаше тога, ај се ако да речеме, ете една што мислам, со далматинец еден колега Јакилич, исто добар сликар беше, после пеевме, значи од тога немаше транзистори, немавме ништо музички работи. И нормално пеевме, али пееш од нешто си ја слушал, ти немаш радио, немаш од каде да слушаш, него од некој што е пее. Не, ја си чул. Си чул и сега ние испее некој така и ќе на некој начин ќе репродуцираме, али кој знае како. На свој начин. На свој начин. И јас имам еден така запис напишано, викам фалсификати, плагијати и кафу ми драга испеци. Тоа беше кафу ми драга испеци, беше една популарна тови песна и нормално на радио немаше, не ја слушавме, али еден ни ја испеа колега некој, ја слушал во кафана, знаеш, и вика така и ние ги запишавме зборовите со овој колегата и ја пееме, знаеш, како тој што ни ја испеа. Е сега како сме ја сватиле, не знам ја што, и беше што ние мислевме дека е добро, значи, дека добро е пееме, знаеш. Еден постар колега нешто бил таму пак во некоја кафана и го слушал овој Гојковиќ, авторот на, мислам, да таа песна, Кафу ми драга испеци, и вика, многу добра, вика, песна. Ева, вика, па Васко, вика, и Јакилич ќе пее така. Како, вика? Демек авторска ваша? Не, така ние сватил пееме, он? не автор си е, мислам, овој Цуне Гојковиќ, ама ние тој сме слушале, знаеш, онака, да речеме Васка Илиева или ако слушаш ти Васка Илиева да имитираш на свој начин, да. На свој начин, ама не на свој начин, него што не знаеш да ја пееш така. Кузна, ритам секција било што. Сега тоа и ние пеевме така и колегата вика и сега мислиме дека добро испеавме и чекаме аплауз, вика нема везе. До оригиналот. И тоа не пресече и никој пат више не отворивме уста. Сега тоа ме потсеќа кога ќе видам сега некои слики мој фалсификат, прават некои имитација. Прават од ваши слики? Да, има. Кај нас? Да. Да? Али лоши фалсификати, така ме потсеќа на јас како сум го фалсификувал Кафу ми драга испеци, па сега ме фалсификуват во сликарството. Така да имаше дека сега се сосема е друга работа. Мислам,
што знам, имаше тога и ако завршиш школа, обично наоѓаш работа, али не можеш да најдеш како сликар. Сега, Нормално, пошто јас да. графички дизајнер, значи рачунам дека ќе можам да работам во или некоја печатница или После во факултетот издавач- зборувате. Да, после Значи се факултетот. враќате у Скопје одма после факултет или малку Да. останувате таму? Не, се вратив, војска завршив и се вратив во Скопје. Војската Е, колку тога било? беше- Значи 2 години е войската? Тога една година, ако година? имаше факултет, една година се. Иначе 2 години. Да. Многу имаат запишано на факултет. Само за да Тој идат период една? само за да избегнат Добра, не било случај подолг кај воен рок, да. господин Васко така, ама А од друга страна, тога и се формираше телевизија Скопје, МТВ? МТВ, и тога РТС беше, радио телевизија Скопје. И тоа провокација беше сега однеш нешто се случува и така да јас иначе имав можност да останам и Белград. Имав и да работам исто Како графички како дизајнер. графички дизајнер. Имав во уметничка школа исто во Ниш ме бара. Зашто одбирате Скопје? И па телевизија беше некако провокација, се Привлечно. се случи нешто привлечно, графика Нешто- треба. Иновативно у Македонија. Тоа беше, мислам, малце така дерчиме. И кога дојдов тука, али видов дека е тоа ептем сосема грешка моја. Оти бев Во МТВ кога сте дошла? Да. Дојдов и Имало оглас, неверојатно, дека бараат графички не, дизајнер. немаше ни оглас, него тоа беше диво, така имаше со завршен, без завршен со средна. Мојот прв шеф беше со основна школа, А вие завршен А тој- факултет. а другиот шефот на тој шеф беше со средна школа и Па, можеш да да. сватиш што е. И на пример нема појма тие што треба да се работи. И тој пишува в телопи, нешто на сценарио, тој режија, тој со на Значи картони. сценарио за емисии, за За вести. емисии, да. Така? Да. Тие мислам шпицата А на сте имале на за- факултет предмет сценарио, тоа не се Не. учи на драмски Не, не. нешто, не знам или Не, Или сценарио, шпицата, мислам, на емисијата, нели пишува сценарио, тој уредник, тој. Да, ама што да, поточно сценарио? Како да изгледа или сценарио Не, како да стои? Не сценографија, туку сценарио. Сценарио, кој го напишал сценариото за емисијата? Како да оди редоследот на емисијата? Редоследот е прво сценарио пишува писател или било кој, после тоа режисерот го разработува Така. и ја прави емисијата. Е сега на крај на завршената емисија и пишува шпица, не одјавна шпица што вика. Сценарио тој. Да, Васко, Да, така, што оди оди- сценарио. Не, тоа е сценографија. Ова Друга е зборувам само за сценографија. да. Само за сценариото. Дали... Дали Не, сценариото, не, го кажам сценарио, ама тука има и техничко светло, сите што се Да, 20 души. камермани, да, сите тие ги пишуваш крај. рачно, знаеш. Тоа беше шпиците, они што викам. А Што тоа сте го сега? пишувале вие, Све, уствари? да. Тоа беше цела работа. А се али ги сеќавате пишуваш. какви емисии имало порано, за кои еве, ако уопште сакате да спомнете, за кој станува збор? А види, тие шпиците, тоа го кажувам шпиција дека тоа беше како да речем, јас сега Што имало тогаш на телевизија? уште немаше Забавни емисии немало, не? имаше Имало? во почетокот имаше од сите области, али немаше програма, него се прави емисија, па таа емисија ќе се емитува кој ќе се најде простор некаков на јерата што беше во А МТВ е Скопје, прва точно. телевизија во Македонија? Или имало пред тоа нешто? Во Македонија не, прва Прва беше, телевизија. И тоа црно Црно-бело биле, да. Е тоа зборот ми е за тоа и мене ми беше првата таа работа цртачна телопи, пишува Да. цртачна телопи, тоа никако Нема плата врска беше со како- уметност, ама тезга. Не е тезга, као работно време, работна задача Да, 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 што да. работев тоа, али платата ти е како чистачките, пошто не те квалификува со факултет со ова, него цртач нешто. Да, како што кажавте, како сликар било многу тешко, како и ден денеска, за да живееш од сликарство и ден денеска, треба да имаш километража многу за да... Да, тоа сликарството уопште не го бараат, мислам, таму. Значи ова се беше Не, нема конкретно друго, за, сосема за друго. тоа. А нешто имаме разгледано нешто поврзано со театар, со стрип, нешто со Дарко Марковиќ имате, нешто правено или Не, Бог да го прости? јас цртан филм работев и пред Дарко Марковиќ. Да, Да. како деле каишите, како се правиле. Па, Преска спомнавме 27. Да.
Значи вие цртате на блокче, валјда. Така. Вака, прво Карактерите си ги имате во глава пред. Јас правев спотчиња за цртани филмови за реклами. Ова на факултет. Не, после После факултет. Во телевизија. На факултет, да, телевизија. Како почна. Цртани филмови за реклами. За реклами. Цртан филм за реклама. Па има, значи што ја знам, за разни Анимација производи, некоја што анимација, видело да. Али за во некоја цртан реклама филм, на одреден производ. Да, и иначе имаше и други цртани, да речеме, имаше една крстословка, детска емисија и во еден збор, да речеме, каубој, значи. И сега ти ќе направиш Аха, некоја игра импровизација. за тој збор. И така само еден збор и за тој збор ќе направиш ти. Значи, Сега тоа си прав самиот идеја, значи, и ја разработував, мислам на сценарио Да, или да, синопсис. После си го цртав јунаците што ќе биде како ќе биде. Скицирање. Скицирање Значи, и после тоа на фолија ги се пренесува. Аха, така. После се снима од фолијата, се колорира и така. И, На фолијата има 27 различни кадри. не. На фолијата една фолија е еден кадар. Значи има покрет. За една секунда 27 треба да поминат. Да. 24. квадрати. Да, за една секунда за движење. А у филмот е Значи 40. 30 секунди требало некогаш и по месец За да се за да се изработи една 15 дена јас правев за 30 секунди. Да, што е многу работа. Тоа било ефективна работа на ден по 2, 3, 4, 5, 6 сати или? Да, ефективно. Така? Да. Сите фолии можеш да ги направиш. После јас рачунав дека и цртањето, ама и снимањето го правев самиот. Па се рачуна Камерата работа. ќе ми е намести овој колегата и после тој квадрат покажа како апарат. А сега компјутерски колку е лесно тоа се Сега чуеш. е друго сосема. Сликарството е останато исто, нема лесен начин да направиш добра слика, ама постои лесен начин да направиш стрип или нешто, некоја рекламна сега Да, многу сега полесно. има, да, техниката е ја користи само нажалост сега има пак во основа да треба да ја знаеш ликовноста. Оти техниката како ќе усмериш така ќе ти дај. Нормално. Пример, ете да речеме, ние викаме обично, лесна работа имаш пишување слова, А, Б, В, нешто и ќе ги редиш. Сега ако дојде во пишувањето меѓу да речеме Н и И, две греди имаш и растојањето да речеме пола сантиметар. Ако ќе дојде меѓу О и С, Е друг затоа што тие се ако е 1 сантиметар као се одвојува. Е техниката не ти кажува тоа, него таа ти го штампа тоа и после се сега ти треба да го правиш, да го модифицираш да биде споен како што треба да изгледа. А што е ова што имам запишано? Загреб 20 дена во Дизни, спомнавме нешто. Да. Па тоа јас цртани филм пошто работев пред да одам Загреб филм во телевизија. Така да речам го крадев занаетот, ќе земев тоа рекламна филмчиња и на монтажен стол и гледам квадратите, колку квадрати има, колку за покретите. Оти да речеме имаш едно движење на раката и сега пример ако чека некој, не се сите исти вака затоа што ќе биде тоа монотоно. Значи има разлика од овде па до Да. И тука има една фолија, две и после ова одма скокнува на другата за да биде брзината. Тоа е анимацијата, мислам во тоа значи и други така. За да се дознае тоа, треба од некаде да го гледаш. И после веќе имав некакво искуство и можев да во Загреб филм да нешто научам. И бев таму и прво ми тоа нема. А поврзано било тоа со Walt Disney, извинете што прекинувам. Не, поврзано беа друго, монтажниот стол и техниката поврзани со. Да. Мислам самиот начин, иначе пристапот начинот на изработка. На класичното, мислам исто трик стол, па фолиите, димензиите, па оние пултовите, се беа земени по скрипте од Дизни. Сигурно тука биле многу скептични дали ќе ви го покажат тоа таму, дали ќе ви го дадат тоа, затоа што сепак не е мала работа. Давање занат е тоа. Да, тоа е давање занат. Не, тие вика, мислам, нема да ти кажат таму ништо, знаеш ово, така. Вие мислевте така? Дека нема така лесно да се каже? Ја реков без разлика, јас знам што сакам да видам. Ја да влезам во студио. Тоа ќе украдеш. Видам, знаеш, сега
И добро. И кога отидов, гледам, отворени беа, значи нема На проблем. соработка и на... И прво му кажувам за ова скепса, а вика, па ние во интерес ние што повеќе да работат на тоа, вика. На Така црта. е, се гради индустријата цела така. Тоа е, и сега, пример, зашто, вика, вика, тоа е макотрпна работа и не се нафаќа секој. Да. Кој се нафаќа, драго ни е да Значи има заслужил повеќе тој што се нафаќа. Да, Заслужил да дознае како И што сега се малце, заслужил. и тука, јас викам, добро, има, Загреб има цртан филм, школа за цртан филм, а Белград, пошто цртан филм е поврзан со карикатура, со хумор, со што се ви. Викам, ете, Белград има многу повеќе хумористи, има и карикатуристи, ова, а нема цртан филм уште. И таа режисерка беше, нека, немојте да ме погрешно разбирате, али цртани филм се ради за пултом, а не у кафани. Оти треба и јадници Да. цртежи, значи треба напор, значи Да. посветеност поголема, знаеш, тоа и затоа. Тоа беше и после добро кога се вратив, јас рачунав дека ќе има слух да направиме и трик стол, да направиме према тие За Скопје се за направи тоа? Скопје во телевизија, ама овие од техниката нема тоа. Финансии наверојатно. Не, Не го финансии сватиле не бе. сериозно, можеби. Не, него тие мислат дека се трик стол, тие не знаеш што е трик стол, ама што ми е со техника нешто, тие мора преку нив да иде свето. Аха. И му викам, добро, требаше, знам, 6000 марки да се направи тој стол од Загреб. Да? Не може, не, добро. И се откажав, и тога се откажав од цртен филм и пројав на сценографија. Сега тие после, што знам, неколку години, од некој саем таму, купија исто некој трик стол. Значи сепак земале. Земале, али сосема друг, и то 15.000 марки кошташе. А било 6. А бил 6. И тоа не- отпосле го земале кога треба И тоа беше неупотреблив, и скоро не се употребеше тој. И тој... А после не сте сакале да се вратите од кога имало нешто такво? Не, па, видите, прво, за да цртан филм се работи колективно, значи. Ти можеш Треба да бидеш екипа да си има, екипа, да имаш цртачи, имаш овај... Пете Дарко колориран- Марковиќ бил тогаш, почнал тогаш. После почна Дарко. Мислам, Он јас има веќе работено Петко, Право. Пецко. Да. Има Не знам, на Каша, дневник имаше. одеше Пецко, така, секој ден од позади. Да, имаше. Па не знам на Тоа кој беше, беа- ама тоа имаше беше Пецко беше. карикатура. Стрип. Да, едино што зима весник беше. Пецко, човек. Јас вртам Пецко да прочитам. Да, имаше. Добро, цртање филм си е посебно, мислам, и телевизија, пошто продукцијата вергил, та не може да се задржи Не може, за не. мали работи и немаше слух за тоа да се нешто да се направи повеќе. И тога се откажав затоа што, например, ете да речеме пак еден што со плюкањето, фолиите, пошто се црта со туш тоа и после немавме други фолии и тие ги бришеме, ги А со миевме. плюкање сте ги И бришале? сега не кој ќе фолијата е масна често пати и не фаќа боја, знаеш, не? Да. Со плюкање се измаснува. Друга е. се Плюнка и све после решава. фаќа. Сега кога отидов во Загреб филм, и тоа беше што гледам таму со пудра, ова детска пудра, што е, талк. Талк. Фолијата ќе намеш и црта, знаеш, не? И тоа се изолира, знаеш. Ја викам се скапа плюкање Да, на фолиите, а не сум знаел дека со талк. Ми се истоши уста. Може малце да свртиме на Не ве чега факс уште или не? Првата изложба Шибеник. Па, Малце околу Ајде, сликарство. војска. Да, како Да. ајде какво е било на војска? Ајде, ти уствари представај све јас барам. Еве за првата изложба во војска, ми се чини, така? Да. Шибеник. Каде сте сликале тогаш? Како Да. било Малце да- амбиентот? Па, Иницијативата зашто баш идејата сакам таму изложба. не, па во Шибеник. војска обично имаше ова секција, ликовна секција, музичка секција и други секции. И во ликовна секција во Шибеник, во историја во Синг почнав и таму се погоди еден водник аматер сликар. И кога слушнав дека има академски сликар, некој ме викна во ателието таму, вика ево ти клучеви, ти си сега ќе одговараш за ова и ти ќе работиш тука и така. И тоа беше, имаше масни бои, терпентини, улја, све тоа. И јас почнав таму да сликам со тоа. Мислам неколку слики направив, али тога и беше и обуката, треба телепринтер избир да заврши обуката и така да немав многу време, али направив некои слики. После прекоманда доби во Шибеник. И таму тој веќе знаеше тој капетанот дека сум уметник, знаеш, и вика дај вика нешто да направиш тука за четата, знаеш,
Викам, и обично на стража идеш на дежурство. Нема, вика, ти има кој да ти да црташ овде, да направиш за нас дзидни вестници, не знам што. И направив ја ставам некој и меѓувремено и закачваме на таму на зида и доаѓате генерали некаква што знам посета беше, ви имате некој прав сликар, вика, да, викаме академски сликар. И баш добро. И така и овој се загреа капетанот, вика, може ли да направиш за 27 јули, тоа беше месец и пол дена, изложба тука во клубот, нешто на демек за празникот. Вика, може, ама да бидам ослободен од овие дежурства други. Слободен си, вика, само сликај таму. Вољно. И така сликав тога и видов дека вака му се бендиса работите. Како било да направиме во домот на армијата во Шибеник. Вика, уште подобро нешто. И така ја направив таа изложба и официјално и генерали ја отвори така. И тоа беше и тоа. Како и за прва. Да, баш. Тогаш немало наверојатно ни критичари, ни некои што се бавеле со уметност на посета. Ама било како сте се осеќале вие? Тоа било сигурно голем чекор. Јас знам по мојата прва самостојна тоа. Да. Ама убаво е некојата така која ќе ве поттикне. И па добро беше прифатена и тие генерали што отвори, вика овој зашто, вика после да ме задржат да уште таму? Не, во домот на армијата. Аха. Да не одам во Чета сега таму, а вика, ама за месец дена, вика, си оди. Зашто, вика, си? Па вика, месец дена година дена толку. Па вика, тој мислеше дека сум нов тука и му вика дека па му заврши, вика, ова. Војниот. Па зашто, вика, кај беше до сега? Па вика, во Синј. Па што го пуштивте, вика, има кој да вика, да го задржав се тука. И така тоа беше, али добро, заврши тоа што заврши, ама имав некои цртежи што... Цртежи билете или слики тогаш? И цртежи и слики во Масло темпера. било? Темпера. Темпера. Колку дела биле, памтите? 28 слики имав. 28. Така беа. Тоа сериозна изложба беше. Па беше сериозно. Формати сериозни? 50 на 70, да. И тоа е сериозно. Пола хамера. Дали уште од тогаш, ајде да почнеме више во техника. Дали уште од тогаш сте сликале натуралистично и тој ваш стил што го имате ден денеска из периодов, пошто сте препознатлив. Дали уште од тогаш тоа се приметувало кај вас во тие слики, во тие дела, тие 28 дела? Да. Тоа само една слика имав таму, цртеш еден беше, модерни јавачи на апокалипсата. Ја знам, да. Тој го направи дека тој период. Тоа е значи на таа изложба во Шибеник. Од Шибеник тој цртеш беше, а другите беа или приморски некои Дали биле надреалистични? Или биле другите не. Не, само значи... ова беше така држам имало моменти. Таа истата после неколку години, значи направив слика во масло. За истата слика, на истата базирана на цртежот. На цртежот. Ама по разградена, разградена, да, и веќе како пооформен сликар, значи во масло ја правев таа, по голем формат. И таа ја изложив 70-та година во Белград на тематска изложба беше нов во делата на ликовните уметници на Југославија. Јас се изложив, али не знам сега дали ќе ја примат, пошто малце поинако беше. Тогаш натурализмот постоел како правец. Да, постои. Ама на Балканот не бил баш можеби прифатен, разбран? Не беше, имаше медијала белградска, мислам позната беше со фантастичари тие. Така беше, али кај нас немаше тоа. Многу во Белград Вие, извинете, заедно во Македонија заедно со Спасе Коневски слично сте работеле? Да, со Спасе. А што во Белград? Во Белград кога ја испратив сликата, тие од домот на армијата таму што беа, ја забележаа и сакаа да ја откупија. И ми ја откупија сликата, беше во некој ужи избор за награда, али ја откупија и тоа беше знак дека по правилен пат. По правилен пат. После 2-3 години тоа е првиот обид за натуралистична слика. Дел. Да. Така, првиот сериозен обид. Да, тој мислам имав и други некои малце се доближува некој фантастика. Полека почнувало нешто имав да некој космички, тога и мисля да речеме имав некој така
сликар на космосот, така ми вика, знаеш, првата изложба во Скопје која имав. Тоа понатаму. Да. Прво сега после што се случува после таа слика после Јавачи Сега на после Јавача Апокалипса? таа во Белград пошто беше откупена и после неколку години ја излагаат југословенска ратна уметност во Лондон. Они имаат откупено. Да, откупено и тие излагаа заедно со таа Во Лондон. изложба во Лондон и тога е забележал некој критичар или пише историчар на уметност и кој работеше книгата за фантастично сликарство од Јероним до Салвадор Тоа не е Дали. запишано до Салвадор Дали, да. Таму сум Значи влезен. вметната е таа слика Таа слика, да. во таа книга. Во таа книга. Од Југославија двајца сме таму влезени, Миличот Мачо еден и јас. А меѓу тие, да речем, Како сте се осеќале тогаш? Тоа како признание дека сте по правилен пат, дека па тоа, мислам со тоа презентирање во таа книга зборува све, затоа што да. се таму од Јероним Бошковиќ се рече До до Дали. Дали, а тука се 90 сликари, 90 биле во таа книга? да, Свет, у цел свет. од цел свет. Од кои два од Југославија вие Два сте биле еден од нив? Југославија и да речем сега можеби само тројца сме живи од тие. Од сите другите 90? Од сите 90. Од сите те стари мајстори што биле. Каква често... Каква често што од сам старт И после кажавме? истата таа слика беше печатена исто во една друга книга во Њујорк, Визија за пеколот и рајот. Пошто беше за пеколот, таа апокалиптична. Тоа ме обврзуваше после да секој 5 години се одржуваше изложба нов моделот ликови умеци на Југославија, се наградува и се откупува слики. И сега пошто беше ова признанието од овој, се имав морална обврска да се докажам дека не ми е случајна таа Дека слика. не е само таа, Да. туку дека После многу поиш. направив една слика која поголема беше така, оружје на смрт. И таа за неа добив прва награда на Југославија. И таа беше веќе со тоа уште еднаш се потврди дека не е правилно се тоа. случајно. Тоа беше тие тематски тие и тука се надврзува Како не е едно ремек дело, туку се поиш. Така да има оти надреалното и фантастиката тие се мешаат, мислам. Тука се, Не се сечат. Да, што. Оти сите во таа фантастично сликарство, сите надреалисти се внесени таму. Мислам, што ми е и дали. А тогаш што представувал Дали за вас тогаш? Па Мислам, Дали Салвадор Дали. Салвадор Дали јас него на академија го упознав. Лично? Не, мислам као сликар. Да, како дека постоел. Дека постав, викам како го Салвадор Дали кога се? Викам јас за Салвадор не знаев, викам ја во Менза го упознав. Како е во Менза? Викам имаше еден часопис, викам еден читаше пред мене, гледам Салвадор Дали, значи на слика. Не, што пишало, И да. од тоа значи така го упознав, викам. Да. Значи не во учебници или нешто Не, такво. не Тоа, се, да, не па. се учеа тие современите. Тоа се учеше до класиката, мислам. Добро, ама како тогаш ве сте разбрале или дека постои правец во сликарството над реализам, кога немало се уште во учебниците современо сликарство, тоест над реализмот? Да. Како сте знаеле дека тоа е правец? Не, Дека? тоа ние не го учевме во школа, иначе се знаеше. Се мислам, знаело. Да, постоеше. Ни импресионизам не го учевме ние, ни импресионисти. И тоа Само било после. таза. Уште се, знаеш, Да. имаше уште се работи на тој правец, знаеш, и така не Се уште не е знаеш што ќе оформен биде. тотално. И затоа овие постарите правци ги учевме до класицизам, романтизам, реализам и тука беше до тука некој. Дали имате, сега пример, еве спомнавме за првава изложба Шибеник што е, дали сте имале сега, кај се тие слики, кај се тие дела? Се знае ли барем? Купно имате, имаме запишано над 3500, апропо, се надокнадувам над 3500 акварели, над 1000 цртежи и над 12.000 секојдневно дисциплинирано изработувани идејни скици. Да. Значи, еве, прашањето ти е вајде дали знаете каде се повеќето или тие од битните што ви се на почетокот слики? Едино знам за скиците овие околу Од Шибеник. Не, скиците воопшто што ги имаме околу 12.000?
13. 13.000. Тие знам затоа што се тие кај мене, знаеш. Тие не ги нема отуѓувам. каде. Значи Тие тие се прераснуваат во слики Не, тие или некои може се да реализира. функционираат и само како скица. Па тие се идејни скици, тие се размислувања повеќе. Да. Ја затоа викам визуелни размислувања. Кроки. И не се кроки, пак и као студија, ама на една тема размислување. Имам гледано, да. Така. Прогрес. Да. Тука има во каталогот овој скици. Во овој? Да. Ќе покажеме од режија, ќе стават нешто сигурно. Ние ќе разгледаме, сакаме неколку слики да анализираме 5-6 ваши. За чисто да ни кажете ваше мислење, што сте размислувале во моментот, ако не е премногу приватно тоа, ако не го Не. сметате како приватно и дека е само за вас. Сакам да проанализираме неколку ваши познати слики. Оваа се вика Трагови на времето. Ова е масло на платно од 1974 година. Тука може да се види космос, космонаутела. Тоа е за ова слика имам добиено нерешки мајстори. Мислам, там е прва награда и таа посебно драга, пошто од Еснав од добиена, знаеш, а инаку за идејата за таа слика е тоа што е као еден батискав. Горе? Долу, мислам, тие се во тој полу Топка шо? топка, да. Добро. Тие се најдени фосилизирани лешеви од мајка со дете, и мајката има врзано од тие во перуанските пештери. Фотографија беше таа. И врзаните и во пештерите се зачувале како мумифицирани да се. И јас ја искористив таа Како референца. Како референца, има таа едно око горе што е. Тоа има еден корен, така беше дрво, и во ателието ми висеше, ама таа дупката која што е окото, некако ме провоцираше стално дека нешто треба да се случува. И тога исеков некој фотограф од фотографија око и го стави во коренот таму. И тој ми даде идеја да направам окото кое ќе гледа и регистрира све. Сега тоа е, значи, времето поминува, али окото регистрира све, тоа е као камера, тоа е камерата памти за све, така и окото го памти тоа. Сега овие се тие освојувачите на, мислам, тога и шпанците, нивно дело е тоа. А сите мислеа дека пошто го правев јас тука, која излагав оваа слика во Грција на југословенска уметност, критиката напиша дека ова е Ташковски, као демек добра слика она, али ја слика внатрешната стварност. Тој сака да каже дека кај нас социјализмот или комунизмот беше тој што прави репресии. И сега не може да му кажам дека тоа е дело на шпанските освојувачи, а не на кај нас, мислам, на социјализмот. Али добро, тоа помина така. Истата таа слика после има пристап на изложба во Ману, еден бугарски поет и поп, некој исто беа бугари, на изложбата беа, и праша, вика, дали ова работено од пред осамостојувањето на Македонија или после тоа? Значи, пак, нешто... знам што мислите, али не тоа што мислите. И тоа е. Гениално. Колку време е работено оваа слика, ако се сеќавате? Па не се сеќам, јас работам некој пат на 2-3 слики. Да. Затоа што додека една се суши, маслото, па работам почнува друга, или ќе се замарам од една слика, па работам на... А маслото, највише мислите дека ви легнало како техника? Акварел имате многу малце, наверно. Помалце од масло. Скоро сите се масло или акварел. Не, акрил. Не, акрил сега во последно време работам акрил. Тој побрзо се суши по... Да, порого се суши. А иначе работев и акрил со масло после. Мислам, прво акрил па масло? Па масло, да. Ајде уште една малце постара, оваа може? Ова може. Ајде за оваа да кажеме, оваа се вика Бунт на артефакти. Да. Оваа е 2014, ова е нешто потаза. Да. Сам пројде 10 години, ама пак е по... Таа пак спаѓа во тие ангажирани теми. Има, како што имам тие јавачни апокалипсата, оружје на смртта, имам крик од рачниот зглоб и така, и ова е бунт на артефактите, кога многу артефакти од кај нас се крадеа,
и од археолошки наоѓалишта и од музеи. Па ве спомнавме на Пабло Пикасо, Да, сликата од сликата се- музејна современа. Ето, и пошто тие се крадат и не се враќаат, а сега еден ме прашуваше, вика, добро, што е? Новиар беше, вика, добро, вика, зашто и камењата летат? Па тоа се младите мозгови, викам, што и тие летат, бегат од... Значи, А прво доаѓате до име на делото или од после името доаѓа? Зашто сите имиња некако се специфични, уникатни, бирате па, зборови, па има начална идеја, имам една начална некоја идеја. во глава, или од глава, скицата најверојатно од прво? скиците и после тоа го разработувам, па се модифицира, некој пат и добива и друго име, ама начално морам да имам една, тоа исто е како сакаш да патуваш, да речеме, на попова шапка, а си тргна за Пелистер. Значи не иде, Да. треба таму кој што си намисли да го оствариш тоа. Така и ова идејата е таа, само после во работата се Гледаш, Бори? надоградува. Дали ви представува проблем кога сликате, кога знаете дека една слика е готова? Дали знаете да се навратите на некоја слика да досликате што сте кажале пред 5 години готова? Дали е тоа проблем? За мене искрено е проблем, ја го ја сликам, ама некојаш може и да биде подобро пред тоа, да ја дорасипеш. Тоа ми е проблем, не знам кога е готова сликата. Па јас обично има некој пат некои работи мислам дека треба да ги работам, ама не сум сигурен и ќе оставам да одлежи, Да преспиеш. да преспие, после некој време пак ќе се вратам на слика, ако видам дека тоа што ми сметало уште ми смета, тога ќе го поправам. Онака Ако- со подзамижени очи малце гледате некогаш? Пак и Тоа што користиме да, и вртам или и сликите. обратно, и јас ги вртам. Да. Обратно, ако ти функционира Да. свртена, значи И добра. се. Тоа заради равнотежа да се види. Балансот на контраст, бои, композиција, такви ствари. И така ја гледаш како абстрактна Конфликт. слика. Тога Да, и да. само боите и елементите и тоа. Ајде нешто следно, еве вие кажете ми. Уште една мислам да анализираме и доста. Ова траги во времето или да идам Тоа е, друго? може, ова е Траги во голема времето, ова е 1988 акварела, ова. Значи Не. не е масло. масло е тоа. Така пишува, значи грешна може, информација има. не, може да има Мешана. не, може од студијата што акварел, да, може да е. Не, масло е само ова студијата за масло, иначе голема има Аха, друга. значи друго има. Да. Ова Ова ќе е го најдеме у режија. добро, тоа е маслото. али важно таа слика е. И тука е за стопанска комора, наменски е работена, Значи, затоа и таа димензија Аха. за простор еден, што оти често пати ја тематски не сакам да се врзувам за некои елементи. Ве за- ограничува. Тоа ме ограничува, али можам само димензијата да речеме да Тоа, ме окей. ограничува димензијата. Да, да, да. Али во таа димензија се реализирам, а не да се реализирам по некоја Што треба да што има, како треба да така има. е. Честа тема во вашите слики, како што можеме да видиме тука, се коњите. Некаде нешто имате кажувано за коњите. Честа тема се. Да. Дали некаде подсвесно ви дошло од праисториско сликарство, можеби првиот доказ за сликарство е од пештерите. Таму сликале они коњи, биволи, нели? Да. Значи прво нешто што сликал човекот можеби е коњот. Дали некако поврзано со тоа? Да, Што гледате, како го сеќате вие коњот, зашто баш коњот? не толку далеку не одам, али коњот е во сликарството познат како тема. На сликарите му е омилена тема и често пати или војсководачи или некои апокалиптични коњи има и сите тие работи што се случуваат, коњот кај мене го земам јас не како едно животно на кое можам да се искажам повеќе работи. И ја имам, значи Повеќе значење. јавачи на апокалипса. Таа е првата слика, тие се Да. 4 коњи, Коњи, кои што сега јаваат, да. Таму сега имам вардарски коњи, имам дунавски коњи, имам Мега вметнати се и тука. И да. да не се вика така сликата, има вметнато. и тоа имам космички Коњи. јавач, Јавач. тоа морски коњ. Имам сега невестински коњ, Невестински значи коњ, и така после. И други имам. Коњот ми служи како носач на некоја порака, Аха. а не е само коњот анатомски. Значи не само визуелно што ви изгледа убаво, туку и пораката Да, што ја има- носи. да. А дали еве кога правите некоја ваква слика, еве, конкретно за оваа, дали коњот го гледате од некоја фотографија од референција или тоа све во глава? Не, коњот Еве, за оваа конкретно.
Коњите кај мене ја имам стотици така идеи насликано, али никаде не се држам анатомски по некој од Нормално, тој да. ќе биде сосема илустративно, знаеш. Него тој коњ го оставам во некоја своја улога, знаеш. На пример нозете во тие корења негде поголеми, завршуваат нешто, да. Некој избегнувам само да е носач, коњот као носач на нешто. И сам имам маслинов коњ, значи од маслина коњ, мислам онај дрво маслина. Имам речен коњ. Значи, и сега тој некоја асоциација го сместуваш таму кој што треба да има таа улога да одигра. Има носач на енергија, овој коњ е тука носач на енергија. Што е на насловна страна каталог. Крени го на таа. Може да го видат. На таа камера. Или си имаш крупен кадар. Така да има овие затоа коњот го користам, али не е циклус, да речеме сега ќе работам коњи, па после ќе се задржам, па после нема да работам коњи, ќе работам друго. Во секој период коњот ми е присутен. Дел од тоа, да. Така од патешествието. Вашите едно од првите теми на кои што нели сликавте се космички теми и такви работи. Дали тоа има некоја блиска поврзаност со таа блиска следба со технологијата додека сте биле во телевизија и сите тие работи? Дали тоа влијаело да ви биде начинот на сликање на тие теми и како влијаело? Па тоа и без да сакам подсвесно си цел ден во студио, камери, рефлектори, чиги спуштани ваму таму, све тоа е некоја техника, извори на светло повеќе и тоа мене ми се најде како да се изразам поинаку, да не биде само едно класично осветлување од една страна и затоа често пати се јавуваат 2 сенки, 3 сенки на овој и се тоа делува, ама чекај, не е логично ова. Логично е затоа има повеќе рефлектори, така да тоа што не е логично во со дневно светло, логично е во студио. И нормално техниката, ја и во сценографијата користев ликовни елементи од сликарството, а во сликарството пак користев исто елементи сценографски што ми одговарале за нешто. Некој пат некоја идеја интересна ми е така да ја реализирам и гледам јас како би била таа како слика, голема слика, знаеш. И си ја правам сценографски елемент, али ја гледам сликата како 3 метра, 4 метра да е. И тоа е значи односот. И затоа често пати и сега и во моите слики има и тоа ме прашуваат едно човече стално присутно е тоа. И сега вика зашто е тоа? Затоа што јас кога правев сценографии за да видам за музичка емисија некои тие се апстрактни форми, некои асоциативни. Јас едно човече ќе ставам фигуричка мала. Мислам затоа што тоа е мерка на човекот, е мерка на и да видам какав сцената, тој елемент каков ќе изгледа кој ќе биде голем према човекот, така да не биде премал или преголем. И тоа остана после во елементи, да правам некоја школка, да речеме. За да се знае колкава е реалната големина на школката успоредба со човекот. Со човекот. И што е представен во сликата. Од јас ако го направам мал човекот, а голема школка, значи таа джиновска. Ако го направам голем човекот, а школката мала, значи е близко до реалноста. Она знаеш, паричка кој ќе стат до тетоважа, да видиш колкава е тетоважата, уствари реално успоредба со паричката. А што ако тој човек е миниатурен, на школката е нормална големина? Па некој пат ги користам, да, али користам и како присуство на човекот во некој непознат терен. Да. Непознат простор и човекот е пак присутен некаде, значи во тој смисол се користи. Имаме едно прашање, поврзано е технички, ама можеби не поише духовно. Дали имате некој ритуал, мотивација што ви додава енергија кога сликате слика? Имам некаде слушното дека сте пуштале плочи од хорот на руската армија. Значи кој е она зенот кога сте, дали не сакате никој да ви смета, да има околу вас? Или тоа е премногу приватно, кога е премногу приватно, пресечете ме, не одговарате. Не, ама вашиот сликарски, вечер сакам да сликам, како изгледа музика, амбиент?
музиката во овој случај ми служеше мене како не како инспирација, него како енергија. Така, така. Цел ден работам во телевизија, замоен се а сакам да сликам. И ќе во ателието, нормално вештачко светло, јако има веста, и можем да сликам. Али сум исцрпен. И ќе пуштев таа руската армија, значи таму енергија ми даваше и така ми беше како енергија таа. А иначе и сега користам музика, ама сега во фон. Некој, што знам, само река, шушти, нешто, птици, али само амбиентално, али тоа не ми колку да има некаква ефект, нешто позадинско. Така да не ми служи никако инспирација, никако енергија, него само атмосфера. Позадинска атмосфера, да. Како да сте на некоја обала поред море, сликате што фалаат ставен. А други некои, не знам, еве кога ќе седнете, тоа е по 5 сати сликање ефективно или со паузи, со... Па некој пат ми треба 1 сат да влезам во сликата. Анализа само? Анализа. Онака седење... Седиш и гледаш дали ова, дали направам, ако направам ова, како ќе биде ова, дали ќе се сложи со онај. Си ги, оти не можам да влезам сега да почнам да сликам, а не знам што... Не е копче, не е дугма. Така. Затоа што моето сликарство, мислам не само моето, него и она сликарство што е медитативно, оти додека учиме школо, те терат да го научи, да го насликаш тоа што го гледаш. Тоа што го гледаш. И тоа целта ти е што подобро да го насликаш. Тоа е сега не гледам јас тоа што го гледам, него тоа што е во мене. Тоа што го чувствувате. Од мене што е. Не гледам пред мене, него во мене гледам. И тоа е потешко затоа што не е тоа визија, чиста визија, него треба да се смириш, да бидеш концентриран во тоа и да го бараш тоа што го бараш, така. За вас имаат кажано, ако не се лажам, за не знам точно која слика, дека користите некои недозволени супстанци. Како ќе го искоментирате тоа? Знаеме ние, меѓутоа знаеме дека ништо тоа не е вистина, ама како такви коментари допираат до вас и... Па добро, јас... Имате убав одговор даден. Еве, на смевката кажува се дека. Да. Па добро, имаше една емисија исто телевизија и во колега еден во печатница работеше и кај него често пати го целеше печатницата, идев и после не го прашуваат, вика, бе, и твојот колега користи, вика, некои дроги, вика, не бе, вика, па како му текнуваат, вика, идеи нешто. И ја тој ме изненади, знаеш, тоа дека некој мисли дека користам дроги. Да. И случајно со колешка Ана Темкова и му кажувам, вика, замисли, викам, така, мислат некој дека дрога. Па што, вика, ти не знаеш? Што? Па и многу колеги мислат дека користиш дрога. Страшно. Тоа, така да... Али сами нема врска, си даваат заклучоци без да... Тоа спомнавме на паузата дека... после не може да... ја викам, ја не сум ни видел дрога вака, како изгледа. Знам во филмови дека као прашак бил некој, али не сум видел вака, да. И вика, ако е тоа дрога, јас месец дена сликам една слика. И не можам јас да бидам под дејство на дрога месец дена. А друго, раката треба да биде трезвен, фокусиран. Дури исто кој што викат често пати вие пијаници, уметници тоа. Па викам, ако бидам пијан, не сум трезвен, како прецизно можам да ги направам тие детали. Дури еднаш така, мислам, таа прецизност, беше еден постар академик, вика, дали ти користиш, вика, компјутер за сликање? За сликање, за дизајнирање. Да, за сликите. Викам, не, викам, ами како овие детали ги правиш? Да. Па викам со четкица. Ама овие ситните со наочари. Со лупа. Со лупа. Така да има многу така малце необични случувања што да, малце... Ама не ве повредува тој или ништо, тоа е само дури комплимент, зашто тоа они вајда го мислат дека трезен човек со здрав ум не може тоа го направиме, вие се доказ дека тоа може и тоа како. Така да тие се да, малце непријатна таква предрасуда да добиеш за нешто што го имаш во тебе. Ти не мора да си спомна господин Ташковски, не мора да си бунтовен или не знам како, за да можеш на некој начин да го изразиш тоа, пример, како Ташковски на слика.
Значи Може нема врска изгледот Едно со со друго, тоа да. што го имаш во себе. Добро, И исто- начинот на кој што, нели, да ти биде издувен вентил. Како што се сликите на господин Ташковски. Па и исто, да речеме, средна школа, да бев малце една година, две, тренира бокс, знаеш. Да, И ме прашуваат како вака мирен човек вика Спре бокс. бокс. Знаеш, бокс. Оти тој боксот беше како повеќе тепачка работа, знаеш, не јас не било како спорт толку како спорт, вреднувано. да. И поготово немаше така, да речеме, како сегаш има разни спортови. И јас викам, ја не знам зашто отидов, зашто боксов, али Издувен вентил, наверојатно. тоа, ја викам тоа дека е борба со самиот себе беше. Не да се тепам со некој, него се тепаш со самиот себе, да се најдиш кај си. Вишок си. енергија И тоа некои работи што на изглед не делуваат не насилнички, а уствари не се. Не Да, си. како и Оти исто и сликарството, тоа има некој набој кај тебе. некој И сега бунт. тој нешто. некој бунт нешто и тој излегува на некој начин и се чудат како сега ова го правиш. Тоа е во тебе, знаеш, тоа е. Исто и ние тие предрасуди, ќе се надоврзам. Јас како што ви кажав, се бавам со тетовирање. Сликарството на страна ми, ама живеам од тетовирање. И за нас ние тие ги имаме предрасуди дека се дрогираме, дека користиме недозволени супстанции. Што не се дрогираш? Не, само уметност ако се рачуна како друга, само таква друга земам. Еве ајде си го зачнав следното прашање. Што мислите за тетовирање и што мислите за мурали како уметност, дали имате од мурали нешто правено или соработувано и за тетовирање. Дали имате сретнато што е како е? Зашто сепак е емисија за тетовирање и за уметност, малце ја спомнеме нешто за тоа. Што мислите, дали го вреднувате како уметност, дали имате нешто видено? Па имам, мислам вака што гледам вака кој најповеќе истетовиран, некој што ја знам цело тело и тоа. Ама тоа мислам дека има мерка на тетовирањето кој што може да се вреднува како, али Не ако секоја се тетовирање. претера, мислам тогаш ако се измешаат повеќе работи, исто како да речеме јас да работам са и апстрактно и фигуративно и кубистички, и тогаш не знаеш што си. Не знам што. Треба тоа сум јас и го правам тоа. И во тој смисол, иначе немам посебни вака сознанија за тоа. Едино сега пошто спомнав Нешто у војска еве, немало нешто у војска? Војска немав, али ко се врати еден од војска во селото таму, јас пошто уметничко да ја служи, а бе вика сакам да ми истетовираш на раката, не знам што, некоја значка што ли беше. Ама ми викам, не знам како, ми кажуваш еден во војска со 3 игли, врзани и се боцка таму и Со туш. И јас со туш го правев. Кој знае колку му траеше. Значи имате тетовирано уствари. Така и се Поврзано се гледаш, спонтано. Така да тоа беше за тоа. Иначе за мурали имам правено студии за мурали, ама немам изведено, како еден изведено. Муралот си е Посебна гранка. Посебна грамка, таа си е мислам има намена за јавен простор. Да. Таа не е интимна, муралот не може да биде интимен како ова тетовирање. Ама и сликата, зборите за тетовирање? Не, мислам тетовирањето е интимна работа, муралот е за јавност, мислам. А сликите мислите дека се наменети за јавност или може и сликите да бидат интимно? Сликите реално и тие се наменети за јавност. Секој прави слика за да Не, мислам за јавност, зборувам за јавен објект. Мислам, да. имам 3 метра слика, таа не може во мало, а интимни слики има мало, нешто сликиче, па тоа може било кај да го ставиш, тоа е интимно. А кој ќе правиш голема слика, ти можеш да ги поврзиш со многу елементи и тоа не може да биде интимно, знаеш. Тоа исто као јас со режисер имам пријател ден и правев муабети вака што значи мала слика и како го одредуваш идејата, како одредуваш за големината на сликата. Јас тоа го сваќав као викам кадарот као режисер ти имаш прво тотал даваш, значи тоа е голема слика. Крупен кадар и тоа е голема слика, значи мора да се видат детали. Тоа е широк, младен ќе ми искара крупен ова. Сам кој си. Да, широк, тотал. А иначе кој ќе зумира само на еден дел, тоа е веќе интимен, грч треба да се види, тоа не може во тотал да се види грч. Тие се работи што
и во сликарството нешто што е интимно, мало, Така, можеш на помал формат да го направиш. Сега тие малите сликички некој пат може да бидат и бисери, знаеш, да има добра идеја, да има Идејата е најбитна. идејата е. И тука и тие се поинтимни до авторот затоа што нема многу ангажирање физичко, значи брзо го реализираш ако ти е добра идејата. Ма не мора значи дали брзо е. Мона Лиза не е огромна, а ја правел колку 10 години? 4 години. 4 години Да, е правена Мона Лиза, ама не е голема. Да. Значи некогаш и умалото може да биде поставено. Да, не, па и надали на една монографија има една слика што му е оние топ, Но најпознатите. сатови тие Аха. стопени. Да, Таа е да. малечка слика. Да, да. А вложено е во нејзе труд, време. Тоа. И така да има Има тоа вредност, има малите слики, јас имав една изложба во Ману, мал формат. Да, да. Имав 100 слики така од помали формати. И Мал во формат крај- спаѓа вајда волку. Не, мал формат ја и до 40, А, и 50. тоа спаѓа у мал формат. Мал формат, овие се минијатури другите. Ако Аха, се минијатура, помали 10 да, см, да, минијатури. да. И така мал формат и минијатури има. М. И си го крстив као малите птици најубаво пеат. Знаеш. Затоа што малите птици као и децата, тие не признаваат дека Наискрени се се. мали. Детето никој пат не вика Не. мал сум, јас сум голем, знаеш. Така и малата слика не признава дека е мала, Устари така се огромно. голема е. И Гениално. затоа така ти викам зашто малите птици вика. Па не сум видел ја штрк да пее, знаеш, или друго си гавран или некој. Него малите билбилчиња тие се. Славејче бил вече. Славејче и така и малите деца и малите слики се блиски. Луѓе, јас искрено уживам у нашиот разговор, И се јас. надевам и вие. Пред да спомнавме изложба, пред да предеме на последнава изложба што беше, сакам да ве прашам, што за вас прави едно дело да биде уметничка слика? Да, кои се правилата што треба, еве, идејата, што прави Што за вас прави или едно дело? имам уште едно прашање што можеби нема дефиниција конкретно на ова, ама што за вас е уметност? Сега, уметноста во почетокот не е тоа што сега, во сегашна улога уметноста е составен дел на моето постоење. Така да сега јас уметноста сум, ја викам, не сум више физичко тело мое се менува, али делата остануваат. Ја имам една слика која, така да речам, тестамент што се вика, на последната изложба излегав, водата доваѓа и си оди, камењата остануваат. И така и ние авторите доваѓаме и си одиме, делата остануваат. Значи тие делата се она што останува од нас. Патуваат кон иднината. Тие патуваат и остануваат, го надживуваат и авторот и тие што ќе имат. И затоа уметноста преваѓа сега, јас као што викам, имам еден циклус на човекот као пейсаж. Кога влегуваш во пейсажот, се одушевуваш реки, планини, дрва, цветови, животинчиња, лептири, све тоа. И тоа влегува во тебе. И кога излегуваш од пейсажот, тоа е све во тебе, ти влегуваш како човек во пейсажот, а излегуваш како пейсаж во човекот. И затоа често пати викам дека јас сум тоа што ми е уметноста. Јас сум во тие да вткаене и се моите 70 скоро години творештво, во тие 1000 слики, масло, тие 13.000 тие скици и овие акварели. Значи све тоа е бедем што е околу мене направен. Јас ја немам контрола на сите тие слики каде се, али тие си во монографии, во вака фотоматеријал ги имам сите слики што сум ги направил, така да тие не се изгубени за мене, без разлика каде се, пошто има многу слики што мислам, не знам, не го знам каде е крајот, нешто, некои се може и уништени. Тоа е стварно јас ги имам огромна бројка, тоа што- реално. Не многу уметници може да се пофалат со толкава бројка и толкава продуктивност. И па тоа е цела Тоа е посветена. таа обсесија. Дали осеќате дека обсесија е уметноста, дека може да биде она љубов и да се живее само за тоа и да се зборува и да се мисли само за тоа. Дали го осеќате тоа така? Па во некои моменти е така, али животот е
реалноста е друга. Значи мораш, јас викам додека работев во телевизија, ја морав да работам за плата тоа Нормално, што да, требаше. е, Али сликав тетовирање. ноќе или празници, ние викаме викенд сликари бевме. За викенди сликаш кога не си на работа, кога не си во телевизија. Така да реалноста е една, али сега ако најдеш баланс баланс меѓу тоа и тоа, и да не ја запоставиш љубовта и и тоа е, после да има, имаш. значи ме зависност е тука и фамилијата. Може фамилијата да ти биде спонзор во сенка, да те придржува, може да ти биде кочница, ако немаш разбирање, да речеш што правиш глупости, ни се продава тоа и тоа. Дали вие сте имале од старт поддршка за Да. од фамилија, од пријатели? Дали имало негативни коментари као не се бави со тоа, нема иднина таму? Едно од прашањата ми е тоа, општо познато е дека да се бавиш со ликовна уметност неа баш иднина у денешно време. Особено не у старт, тоа можеби на подоцнежни години, ама со некои предрасуди се справуваат ликовните Да, уметници. сега еден архитект така во еден муабет ми каже, вика, јас кога сакав да се запишам на академија ликовна, татко ми професор ми вика, синко, а сакав или архитектура или ова, вика, архитект, вика, ако завршиш, ќе најдеш некоја работа. И просечен архитект можеш, али просечен сликар не. Да, па тоа е тој муавет. Или ќе успееш, или не си, знаеш, или ќе работиш нешто друго. Ризикот е голем, ама ризикот е, али целосно посветеност. Тоа имаш, мора цела посветеност. Не може малце во, малце она. Тоа е во почетокот може ќе работиш и ова и она, али пополека ги откачуваш тие работи. Дали сте се сомневале некогаш дека ова не е правилниот пат или цело време? И покрај препреки имало сигурно или нешто? Препреки има, со себе самиот имаш препреки. Дали си доволно добар у одредени ситуации или какви препреки? Препреки прво имаш, да речеме, во почетокот од колегите имаш конкуренција. Па тоа, да, ама конкуренција е убава работа. Да, ако ја разбереш убаво, ако не ја сватиш како кочница. Да, тоа е како комплекс. Критиката е тоа во, мислам, која градува негде, али зборот ми е дека во почетокот, значи, имаш, се бориш против еден друг да го стигнеш ова или некој... Здрава конкуренција. Здрава конкуренција. Е после, кога веќе немаш проблеми со конкуренцијата, мислам, не те интересира, и тога се бориш против самиот себе. Тога да го постигнем оној Васко што работел пред 20 години. Дали бркате у секоја слика да е подобро од преходната или не? Не. Тај не може ама да е подобар од пред 20 или барем на исквалитет да. Тоа е искрено проблем, тоа е тешко да се одржи квалитет и константност и да има надградување. Па ако мислам дека додека можеш да работиш, треба да го работиш. Кога ќе осетиш дека со сила е, тога треба да го напуштиш тоа, дека до тука иначе ќе паѓаш надолу. И ќе го изгуби она што го направи. Преходното. Да. Сега тука има две работи што некој уште во млади години не слика, се фати со политика или нешто, риболов или што. Риболов. Па така, знаеш, изговор, вика, знаеш, ова. И сега често пати вика, бе, добро, зашто добро сликаш, вика, што го напуште, вика, не го напуште, уметноста го напуште него. Да, така? Да, затоа што таа те напуште. Уметноста бара целосна посветеност, ако ти почнеш да шмекериш со неа, и таа ќе те напушти. Како жива материја. Жива материја, таа. И затоа ако не се дружиш со неа, ако не посветуваш внимание, па исто како љубов, нега, ако не ја штитиш, ако не ја браниш, уметноста ќе најде друг што ќе цени повеќе. Ќе напуштам, тебе ќе си најдам. Друг ќе си најдам што ќе ме цени повеќе, што ќе ме вредно. Така да сами од себе си правиш тоа, мислам. Од тебе зависи. Убаво е да спомнеме, вие имате 5 монографии до сега. Направено една автобиографска книга. Маце зачнавме збор 2 за автобиографската книга у Бекстејдж. Не сте имале у план да се направи 6-7 години е пишувана. Прво било како раскази кратки за вас, ама на 70 години творештво, на 27 години, не на творештво. На ваши 70 е направена. Како дошло до идеја да се стави на титула еден со автобиографска книга?
Па ја и немав намера да правам автобиографија. Јас само имав намера да направам од ликовната уметност изложби и кога има што е така еден редослед, оти често пати новинарите ќе те Ретроспектива. прашуваат што како си почел, што било онај Вака е изложби, вака ќе му дам тоа, па што го интересира, па можеме да разговараме за тоа. И кога почнав да ја пишувам и колегата академик Ташко, ѓорѓиевски писател, прочита, му даде да видам, пошто немав искуство со пишување. Вика, бе, добро, вика, ова само прошири го сега малце, вика, и на други работи што се врзани со, што не се врзани со сликарството, и пријатели, и случувања и така, и тога ја малце го проширив тоа. И така, малце по малце се градеше тоа и на крај испадна поголема, значи, автобиографија. Колку страници има, колку е голема книгата? Па има 300 и нешто страници. Сериозно, така, значи. се. Ние баравме да стапиме околу некако да најдеме, ама Не треба успеа можеби вчера. реиздание некој да се направи, зашто да не? Не, па Тираж нов. имам јас, мислам, тие. Но не, за мене, некој па, што ќе гледа епизода, што ќе сака да ја купи книгата, да ја прочита. Да. Или онлайн на интернет да го има некој да го стави. Па не нешто знам, такво. ќерка тако сега се зафати. Лара, така, ќерката и она се бави со сликарство, така вие сликарство, сте да. втора генерација, вашиот родител, татко Татко е беше, сликар, да, бил. наивна сликарство. Значи, уствари, од неговија тоа подсвесно влезено. Па ја и не знаев дека он има афинитет за сликарство. Не? Тој почна да слика на 64 години Да. и тоа беше беше шекераш и изгубе ампутиран нозете и немаше да се движи. И нешто си чкрткаше така нешто. Тома и вика, мај да ти дам некој Боички темпера и ова. Вика, никој пат не сум работел с тоа. Вика, ќе ти покажам малце. И така нешто му покажав. И мислев дека може ќе се да не си мисли на болеста, како хоби, како дистракција. хоби, така нешто. Али тој загризе, изгледа доста така. Јас на терен бев неколку дена, кога се врати веќе 3 слики имаше направено. И така тој за 6 години, додека после го изгуби и видот, направи 314 слики. И тој си го настика цел живот фактички во сликите. Така да. Тој после тога видов дека имал афинитет за ова и имал не е касно. и тоа и тој и што ме толерирал толку години да студирам, мислам не се бунеше ништо, да речеме да има некој разбирам. Имам некој ќе рече не може да те Да. финансирам ово, и така да. Тука сме. Вие сте втора генерација, Лара е трета генерација. Да. Изложбата беше баш убава посетеност имаше. Бев јас на отворањето на изложбата. Уште не, може ќе затворена ќе биде, ова ќе иде за 2 недели, дали ќе биде се уште отворена изложбата? Ќе биде до први до 1 јуни. Кој што не бил Во Ману. Да. Од колку до колку нега си најдат? Ќе си најдат од 10 до Од 20 до 2 сата тие. до 2-3 генерации на Ташковски вреди да се посети реално. Дали се обидувате да разбудите некои емоции кај гледачите што ги гледаат вашите слики? Преку вашите дела, или тоа е пак како што кажавме лично само за вас, или дали се тоа да се еве како на Пикасо што му е за баталјонот, таа најпознатата. Герника. Герника. Да. Дали некои слики ваши мислите дека се направи нешто таква намена, нешто да се разбуди? Да, па има овие тие ангажирано сликарство, обично се вика тоа, на тема. Имам такви слики работено но во делот на ликовните уметници на Југославија, на повеќе изложби. Имав тука наше историско минато, пак што е една слика со векови окована во пранги. Мислам, на таа тема. Има една мала слика будење исто така во пештера, една со нашето, мислам, религиски. Има со едно кандило и така една икона и тоа. Така да има тие порака. Не секогаш, да. Не, али се тие тематски. Така имам после некоја, да речеме,
што е врзана со екологија, со уништување и така имав една изложба на рани и лузни во Ману, беше акварели тоа и таму повеќе беа ангажирани тие. Значи уништување на природата, уништување на животот, загадување. И сај на ова последната изложба имам една На оваа три што е во Ману? Да, таа имам мртва река. Тој имав така акварел, беше мртва река само, али после го во размислувањето, пошто го направив голема маса, го наполнив таа реката со отпад. Цел отпад и таа иначе има архитектонски форми некои на како некако музејски. Ќе ја ставиме во режија, ќе ја видат. Таа слика и после кам мртва река, музеј на отпадот. Оти кај нас реката го сочува, оти во музеот се сачуваат дела, а реката ги сочува отпадот. Значи иронија на тоа нешто. А ова што се тие модерни како кополи, така музејски експонати, тоа е исто што и во уметноста се преиде во некоја дегенерација и тука е пак асоциација на тоа дека под покровителство на лажни вредности се внатре ѓубре, значи на отпадни. И така да има две значења, значи не само реката како отпад, него и критика на она што сакат да го прикажат како уметност и така. Сега имаме едно мало изненадување, ако прифатите, некои 5-10 минути. Ај собери ова, да зијам. Би ни било огромна чест да скицираме 5 минути. Јас да го правам тоа? И јас, и он, и вие. Ајде, Борјан, што ќе направиш ти? Чекај, вака си опотка, можам ли? После ќе ги покажеме. Ајде. Дали размислувате дека скицирате дека или тотално мислите на Ако гледам не размислувам. Али кога ќе сакам да измислам нешто, тога морам да мислите. Да мислам. Што да има точно нема. Дали имам трема, не знам, ми се кочи раката, не знам да цртам, сум заборел. Со сенчење, Со сенка, со све. Да знаев да си понесов наочари за... И вие сте многу профи. Како во школските денови. Сега да ме видат овие учениците што ги учам. Ќе речат тоа е подобро сликаме ние од него. Тамо. Борјан, се Вие сте снаоѓаш? готови више, јас... Што ти е? Кога е доволно? Доволно е? Или уште малце? Чекајте уште. Ете, не знам кога е готов. Дайте ми Не предност. знам кога е готов цртежот. Борјан, немој со прст да шмрљаш? Не може така? Не, еве не. Зашто не може? Треба да добиеш тоа да го постигнеш со потези. Тешки ми се дупки од јаболка да ги сега, направам. тешките се Жими дупките од јаболкото. Од јаболкото? Да. Не се вади. Борјан, готов ли си? Не. Ми правите притиск. Така треба под притисок да работиш, ајде. Доволно ли?
Доволно. Тоа е тоа, Борјан, готово, време истече. Немаш време веќе. Не можеме да засенчаме. Немаш толку. Сега да ги покажам на камера, смеам да ги покажам на камера. Може се што. Ајде прво вашето. Ова е на господинот Вашко Ташковски, ремек дело, реално. Ајде Борјан, твоето сакаш да се покажува? Да, бе, брат, де сум Ајде гледал, твојата ја. Па добро ти ја, брат. А? Ама да, Не, од да друга страна засен, ги гледаш. малце ја засенчав ово, нека беше драма. Ама не ми Топ, оставите топ. простор. Да, таман влезе ти у сликата. Таман те прстот вакво пресековме, да... бе. Мислам можеме да затвориме со едно прашање, само дали имате нешто да порачате на да им порачате или да им кажете на тие што не гледаат сега, на ентузијасти за уметност, на некој што сака да почне или се бави со ликовна уметност. Затоа што верувам дека сте огромна инспирација за И многу. ќе им значи вашето мислење, мотив, било што. Ова ме потсеќа често пати прашуваат некој ќе има 100 години, па како живее, што ги се храни. Така и ова, ali ја немам такви рецепти. Едино тој што сака да го работи, тоа треба својство, да го прифати тоа и да го работи, ако има волја да го работи. Без претензии, пред големи претензии да се замислува како ќе прави ремек дела. Его да постои или да не Да постои? не постои его, мислам да него љубов да постои. Тоа егото си го има секој со Секој себе, го има. али Само да се да стабилизира, го да не се... стабилизираш, да знаеш дека тоа што е, да примаш и критика, и позитивна и негативна, да ја сочуваш во себе, да пресликаш, да ја анализираш, од има теко пат и позитивната критика да биде негативна. Ќе ти ласка некој ово, она, и ти си во заблуда и ќе отераш тоа, а не си на тој добар пат. И затоа често пати значи треба да видиш, а пак и негативната критика ако е искрена, ако ти рече ќе стварно сум бил во заблуда, можам да го поправам ова тоа. Да го Може да прифати биде тоа. позитивно, да го... Да, така да мислам нема рецепти, мислам како да се успее. Никој не знае дека дали ќе успее или не ќе успее, него дали имаш желба да го правиш и да имаш љубов тоа. А после резултатите ќе си дојдат Сами по себе. сами по себе. Колку што си вложил, толку ќе во уметноста колку ќе вложиш, толку ти враќа. Не можеш и малце да внесиш, а многу да ти се врати. Одма да станеш генije. Значи тоа е пропорционално. Ти во другите работи може некој да те излажи, па да поќе да му веруваш, не ова нема. Ако излажиш ти уметноста, и таа ќе ти излажи тебе, и таа ќе те. Како со преска што споредивме, ќе те остави ако не и Тоа се остави, посветуваш. Тоа е, одлично. Гениално кажано. Имате ли нешто да кажете што не го прашавме, што ви лежи на душа? Па не, немам Како си посебно што поминавте сте. вечерава? Убаво, мислам. Малце ве задржавме Така до се. покасно. Да, извинете. не е страшно, мислам, не. Уште еднаш фала да им кажеме на нашите пријатели на подкастот, тоа се Феникс, дом за стари лица, 1347 крема за татуирање и Вок фризерско студио. Може само да ни се потпише. Господинот дали Васко, може да се подпишете? да си остане тоа Тука за студиото поклон. за нас. Овдека ќе го урамиме. Пошто е без наочари, значи, само ќе се подпишам. Тоа е тоа. Одлично. многу. Фала ви. Ова стои тука у студио. Обично на мали работи Не се подпишувате, не се подпишувам и на скиците не се подпишувам затоа што тие се само за мене. Да. мојава. Али некој пат некој може да рече види, а мислев дека е добар сликар, види какви работи прави и затоа Не. тие Ова врска скицирање. скицирањето, мислам од тие Идеи. мои идеи си ги чувам, затоа и не ги отуѓувам јас скиците. Тие сите Приватност. 13.000 и сите ги имам јас во блокче. Сега 13.001. Луѓе, Така, фала ви уште затвараме. еднаш. Ни беше чест, ни беше задоволство. Секоја чест мајсторе, капа доле и да не и што не ја носам, ама не знам што поише да кажам, тоа е. Speechless, без зборови. Фала што дојавте и што не почестите со вашето присуство. Да. Фала ви.